Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, денеска на големиот празник на Илинден, Кочани се бори со огнената стихија. Денеска во попладневните часови буквално беше битката за Кочани. Битка во која што излегува сите сограѓани буквално сами со против пожарните единици се бореа против огнената стихија. Ние излеговме колку можеме толку да помогнеме на терен. Сега продолжуваме затоа што огнот се движи кон село Тркање, дојде од Бели, се запали боровата шума на градот Кочани, а Центарот за управување за кризи и владата на Република Македонија целосно ги заборавија и ги оставија кочанчани сами на себе. Имаше пари за хеликоптери за да се возат Венко и Заев, а нема пари за ниту еден хеликоптер од Центарот за управување со кризи за да се справи со огнената стихија, затоа што сме под огромна закана и за жал, иако сега гледаме дека огнот е под контрола, заканата се уште не е завршена. Голема благодарност до сите кои се вклучија и сите кои што се обидуваат со судни маки и со судни напори да допринесат кон гаснењето на овој пожар. Меѓутоа, еве, апелираме, ако ова го гледа Стојан Чангелов, ако ова го гледа Зоран Заев, дајте барем дел од организацијата која што имате за вашите свити кога се движите низ Македонија, кога летате со хеликоптери, дајте барем мал дел од тие ресурси за да и помогнете овде на кочанчани, затоа што на нас оваа вечер, денеска, тоа ни е најмногу потребно. Уште еднашка апелирам апелирам до сите граѓани кои што можат да дадат поддршка и голема благодарност до нашите пожарникари кои што со ограничени ресурси видовме дека херојски се справија со огнените јазици кои што се појавија веднаш до куќите, до населбите во Белското мало во Кочани. Уште еднаш голем апел до Стојан Чангелов и до Зоран Заев да престанат да уживаат во фотелите и во скапите службени автомобили, туку да дојдат овде во Кочани и да и помогнат на кочанчани затоа што сме оставени сами на себе. Ви благодарам.